Наместо да бидат нечии топол дом, овие станови во Гостивар наменети за социјално загрозени семејства и по година и половина од изградбата се уште зјаат празни. Вкупно 70 станови се сместени во два влеза на зградата. Објектот е вселив и со извршен технички прием. Распределбата на становите се одолговлекува поради административни процедури. Најпрво мораше да се прави нова методологија за рангирање поради измени во Законот за социјална заштита, каде беа утврдени нови категории граѓани кои ќе може да аплицираат за социјален стан. Сега, заради одредени измени во тек на градбата, потребно е одобрение од општинскиот сектор за урбанизам. Инвеститорот, акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор, поднел барање за одобрение, а од урбанизам велат дека обработката е во процедура. Тие имат поднесено барање кај нас, имат одобрение од 2014. Во име направена некаква измена во тек на градба, а во процедура имаше нешто требаше да се достави, неки заклучок, така. И фактички сега е за кај пресметувачот. Тамо треба да се направи пресметување. Откако ќе биде издадено одобрението, објектот ќе може да се впише во катастар и да се отвори оглас за распределба на становите. Но кога точно ќе се завршат сите административни процедури, не се знае. За објава на огласот, Министерството за транспорт и врски чека на доставување на целокупната документација за социјалната зграда од страна на акционерското друштво. Од Министерството објаснија дека согласно законските одредби за социјални станови може да аплицираат следните категории на граѓани кои се стамбено необезбедени: деца без родители или родителска грижа, корисници на гарантирана минимална помош, лица погодени од елементарни природни непогоди, семејства со лица со попреченост, припадници на ромската заедница, социјално загрозени согласно стратегијата за ромите, како и самохрани родители со малолетни деца. И додека административните процедури се вртат низ институциите, бројни социјални семејства и ранливи групи граѓани полагаат надеж дека токму овде ќе добијат покрив над главата.